знае дека во средниот век сите христијански држави оправдувале се што ќе прават под ознаката дека е во име на Бога. Денеска ќе збориме за папските држави. Ама за да се збори за една држава, треба малку општо за неизе. Папската држава е средновековна држава што е технички претходник на Ватикан. И папската држава има многу големо влијание во средновековието. И сега би се прашале како мислам на ужасни работи. Епа, и како што спомнав, средновековни држави означуваат многу работи како во име на Бога. И најголем дел не биле добри работи. Знаеме дека и средновековието е познато по религиозни војни. Затоа папската држава као католичка држава сакале да ги ликвидираат и православните христијани и муслиманите. И така можеме да почнеме со крстоносните војни. Крстоносните војни се религиозни војни предводени од папската држава. Овие војни траеле околу 200 години. И затоа пробувале да ги ликвидираат и муслиманите и православните христијани во тој временски период. Најпознатите битки се битката кај Ерусалим, каде што пробувале да го вратат градот под христијанство, и битката кај Цариград, каде што пробувале да го направат градот католички. Освен војни, може да збориме за феудалниот систем. Феудалниот систем е направен од 3 слоја, технички 4. Тие се кралот, крупни и ситни феудалци и селани. Феудалците се богатите луѓе во феудалниот систем, а селаните се сиромашни. Селаните не се едуцирани луѓе и затоа можат многу лесно да бидат контролирани. Црквата и феудалците работат заедно во една христијанска држава, каде што пробуваат да го контролираат народот за да биде смирена државата и сите да веруваат во неточни работи, например крстоносните војни дека се во име на Бога, и затоа тие би учествувале во таа војна, наместо да протестираат или нешто друго. Како трето нешто, тоа е парите. Нема нешто многу што да се збори за ова, сите знаеме дека многу сакале пари и затоа правеле се за пари. Тоа е за третото, сега ќе идеме на 4. Папската држава трае над 1000 години, затоа ништо чудно да има лоши владетели на државата. Како едно од најлошите владетели на папската држава се смета папата Бенедикт IX. Германски историчар Фердинанд го споменува и го опишува Бенедикт IX како ѓавол. И некои работи што тој ги направил не можам да ги спомнам на YouTube, затоа ќе ви кажам тоа што може. Тој убивал и малтретирал во многу лоши начини. Тоа е ништо чудно. Ама другите работи не може да се спомнат освен содомија. Иако не го знаеш тој збор што значи и да го гуглнеш, ќе ти се смачи животот. Затоа ако сакаш гуглни, ако не сакаш, не гуглај и тоа е подобро нешто. Има уште многу други работи што може да се спомнат, ама видеото ќе биде многу долго. Затоа лајк и сабскрајб, се гледаме следно видео.